Кој е вашиот став во врска со последниве случувања со помилувањето? Какво мислење правда испрати до комисијата кај претседател на државата и како гласаше вашиот член во таа комисија? Одлично прашање, поточно 3 одлични прашања. Ќе се обидам да ви одговорам на сите. Она што е должна македонската јавност да знае дека Министерството за правда не помилува. Може да даде само препорака за намалување на казната од 1 до 6 месеци. Потоа таа препорака оди кај претседателката, односно кај комисијата. Ние имаме еден член и да бидеме на чисто, тој нема право на глас. Односно не гласа. Но тука сакам да напоменам една многу битна работа поради сите случувања во изминатите 24 часа. Институтот помилување е многу битна работа во државата. И не смееме да дозволиме да биде предмет на дневно-политички игри и препукување. А нас тоа не се случува. Еднаш веќе осудени лица треба да ги упатиме на ресоциализација. Не можеме повторно да ги судиме во јавност. Ви благодарам. Министер, дали можеби ќе побарате како правда поништување на ваквата одлука за помилување на овие лица што беа Не можам јас да побарам. Има тамо член 11 кој што е многу јасен и кој што кажува кој што може да прави. Она што јас како министер за правда сметам е дека можеби е време да дојде до одредено освежување во комисијата. Благодарам. Сметате дека е скандалозна одлуката и дека некој треба да понесе одговорност? Па мислам дека ви одговорив.